Расте бројката на заболени од COVID-19 во Куманово. Според вас, придржуваат ли се граѓаните до мерките, дали ги почитуваат мерките? Па почитуваат ги, ама послаба. Послаба гледам кафејки пуни. А иначе треба да се почитува и треба повеќе да е полициски час. Од колку би требало според вас да почнува? Па од 6. Само због тоа што не почитување мерките. Затоа овие млади дечки сви иде по ресторани, по затоа е Во тоа. Куманово и пред банките се уште може да се забележи голем метеж. Банките нервоза, без не треба корона да имаш, што иде стои пола сат ќе добиеш корона. Не да добиеш корона, веќе ја исто тамо не може да земам пенсија, не може да земеш. Треба да чекаш 2 сата, 3 сата, еден врз другогас. Полицискиот час дали е правилно решение или не? Треба јас подугачек од 6 сата. Поплано од 18. Да, треба јас порегуларно да биде. Поред мене се почитуваат. А на што се должи зголемувањето? Па не знам, тие, не што да ти кажам, тие помлади, тие кои некој почитува, ја важно почитува. И друго, Пред банките се уште може да се забележи голем метеж. јас сум пензионер, ја кад нема метеж, така иначе било метеж голем. Оне е прва друга, кад беше кад немаше излаз, беше од 8 до 8 беше, па беше до 1 сат. И после имаше сега дали работат овие мислу поштите, понема зближување. Имаше за тие донацијите што ги дават тие 600 денари или како беше имаше. Сметате дека младите се виновни, дека еве тие не внимаваат на мерките, па затоа се зголемува бројот? Па не се сите онај. И мешавети. Не само млади, и ние стари грешаме, ми речеме, тоа не рачунаме дека ето е корона, дека ето е лажно, дека се тие намешталите. А ми само се изговарам. Нисмо виделе, нисмо чуле. Стравувате ли од вирусот? Па што да кажем, јас сум више на 73 години и више од ништо не се плашам. Имам семејства, нека биде живи и здрави, има се друго. И друго, тоа е тоа. Ја мислим дека да. Сваки кога го видам носи маску, веќе знае дека е опасно нешто. Се држи ли она препорачено растојание во банките, во маркетите? Во маркетите да, а во банките немам работа во банка, па не сум бил таму, не знам како е.